Добро вечер на сите. Ви благодарам што дојдовте на ова вечерашна пресконференција на ВМРО-ДПМН. На оваа пресконференција на ВМРО-ДПМН сакаме да поразговараме и да упатиме неколку пораки, сакаме да поразговараме за неколку теми. Почитувани присутни, крајно време е Државната изборна комисија да ги објави резултатите од парламентарните избори и крајно време е после цела ноќ и после цел ден Државната изборна комисија да ги објави мандатите. Јасно е дека ВМРО-ДПМН е победи. Јасно е дека ВМРО-ДПМН има кристална победа со значителна разлика. И време е Државната изборна комисија да излезе со резултатите после цела ноќ и цел ден. Почитувани присутни, загрижени сме затоа што председателот на Државната изборна комисија Чичаковски денес на пладне во 12 часот си заминал од Државната изборна комисија со објаснување дека мора да оди да спие од 12 до 19 часот, од пладне до 7 навечер, на денот кој што е најважен еднаш во 4 години кога треба да си ја заврши работата. Улогата на Државна изборна комисија е еднаш во 4 години или еднаш во 2 години да спроведе избори, да има кампања 20 на дена, претходно 20 на дена за избирачки списоци и да се пребројат резултатите. На најважниот ден и најважната ноќ. Председателот на Државната изборна комисија решил да замине со изговор и објаснување дека ќе спие од пладне до 7 навечер. Значи, да каже дали во меѓувреме на вистина спиел или отишол некаде на консултации или некаде на средби. Заминување 7 часа од местото во кое што тој треба да ги констатира гласовите, да ја констатира волјата на граѓаните на Република Македонија е навистина индикативна. Навистина индикативна. Понатаму, почитувани присутни, во многу поголеми држави, со многу повеќе жители, со 10 милиони, 20 милиони, 50 милиони жители, 80 милиони жители, 300 милиони жители и така натаму. Резултатите кои што биле многу потесни, за неколку илјади гласа и многу поблиски, државните изборни комисии на тие земји после неколку часа ги објавуваат резултатите и после неколку часа по затворањето на кутиите, оној кој што загубил се јавува на оној кој што победил и му честита. Ние веќе цела ноќ и цел ден со јасна изразена волја на граѓаните на Република Македонија. Ниту имаме честитка од СДСМ, ниту имаме констатирање на очигледната разлика и поголем број на мандати кои што ги има ВМРО-ДПМН. Почитувани присутни, мапата на Македонија е во црвено. На мапата политичка, изборно-политичка на минатите избори е убедливо црвена. ВМРО-ДПМН има победа во повеќе од 50 општини, а СДСМ има најголем број на гласови во одвај 10 општини. Значи, на една страна 50 општини за ВМРО-ДПМН со најголем број на гласови, од друга страна одвај 10 општини во кои што имаме победа на СДСМ. Апелираме да се почитува волјата на граѓаните на Република Македонија. Македонија вчера гласаше, констатирајте го тоа, пребројте го тоа и објавете ги резултатите, објавете ги мандатите. Да не помислат да ја фалсификуваат волјата на избирачите. Да не помислат да ја фалсификуваат волјата на избирачите. Македонија гласаше, имавме фер и регуларни избори, цела Европа ги призна тие резултати, наблюдувачите велат дека изборите поминаа во најдобар дет и време е да се признаат резултатите, време е да се честита на победникот, а победникот на овие избори е ВМРО-ДПМН со најголем број на мандати. Почитувани присутни, сајтот на Државна изборна комисија вели дека ВМРО-ДПМН има 453.000 гласови, а СДСМ има 436.000 гласови. Тоа е разлика од 17.000 и ако се додадат гласовите од диаспората, од 7-та изборна единица, тоа е победа од 20.000 гласови. Во многу поголеми држави, за победа од 1000, 2000, 3000 или 4000 гласови, во многу поголеми држави, резултатите се констатираат 3 или 4 часа по затворањето на избирачките места. Почитувани присутни,
би сакал да отидам изборна единица по изборна единица. Од 7 изборни единици, ВМРО ДПМН, според сајтот на ДИК, според нивните податоци, има кристално чиста победа во 6 изборни единици, СДСМ во 1. Резултатот е 6:1 во изборни единици, во општини е 50:10. Мапата на Македонија е во црвена боја. Констатирајте ги резултатите и кажете ги мандатите. Јасно е дека ВМРО ДПМН има најголем број на мандати. Во првата изборна единица соодносот во општини е 3:3. Во втората изборна единица, тоа е на потегот од Ѓорче Петров преку северниот дел на Скопје до Куманово. Резултатот е 73.000 според ДИК, 73.707 на 69.837. Значи 73.000 на 69.000. Ова е победа на ВМРО ДПМН, констатирајте ги мандатите и да се знае кој победил тука. Не го злоупотребувајте трпението на граѓаните на Македонија. Имаме убедлива победа и во Бутел, и во Газибаба, и во Ѓорче Петров, и во 75% од општина Куманово. СДС има победа во диво населје, СДС има победа во неколку рурални средини, но во огромниот дел од градот Куманово и сите населени места на патот кон Свети Николе и патот кон Крива Паланка, ВМРО ДПМН има јасна победа во најголемата општина во Република Македонија, во Куманово. Нивната разлика е во неколку избирачки места. Уште еднаш, сајтот на ДИК за втора изборна единица вели пребројани се сите 504. Сите 504 избирачки места. Во третата изборна единица резултатот е 102.000 според ДИК, според Државна изборна комисија. 102.832 ВМРО ДПМН, СДСМ 81.209. Уште еднаш, речи си 103.000 наспроти 81.000. Во третата изборна единица, во источниот дел на Република Македонија, на потегот од предградијата на Скопје, Илинден, Петровец, Зелениково, преку Велес, преку Свети Николе, преку Штип, до Делчево, Крива Паланка и сите општини, од 22 општини имаме победа во 21 општина. СДСМ има од 2 разлика само во една општина. Во оваа изборна единица резултатот според Државна изборна комисија е 21:1. Констатирајте победата, почитувајте волјата на граѓаните на Република Македонија. Тука се според сајтот на ДИК пребројани сите 682 избирачки места. 682 избирачки места. Луѓето излегле, гласале, констатирајте го тоа. Констатирајте ги мандатите. Изборна единица 4. Никола Груевски го победи Зоран Заев во неговиот двор. Никола Груевски има 101.617 гласови според ДИК. Зоран Заев има 94.780. Уште еднаш. Речи си 102.000 на 95.000. Ова е победа со 7.000 разлика. Од 18 општини во четвртата изборна единица на потегот од Могила и Новаци преку Прилеп, Кавадарци, Неготино до Струмичкиот регион, вклучително и Радовиш, победата е во општини 14:4. Констатирајте дека ВМРО ДПМН победи заедно со коалицијата за подобра Македонија во 14 општини, а СДСМ само во 4. Никола Груевски го победи Зоран Заев и во оваа изборна единица исто така имаме сериозни резултати кои што ДИК треба и мора да ги констатира. Во пета изборна единица велат дека сите 655 места се процесирани, обработени, ги има на сајтот sec.mk на Државна изборна комисија. И тука имаме победа на ВМРО ДПМН. Во општини 8:4, ВМРО ДПМН има 72.340, СДС има 71.020. Значи имаме победа 72.300 наспроти 71.000. Констатирајте ја, почитувајте ја волјата на граѓаните на Струга, на Вевчани, на Охрид, на Битола, на Ресен, на Кичево. Во Кичево имаме одлични резултати. Констатирајте го тоа, верификувајте го тоа. Народот гласаше, сајтот на Државна изборна комисија го констатира тоа, доделете ги мандатите. Во шеста изборна единица имаме голема победа на ВМРО ДПМН.
Голема победа на ВМРО ДПМН. Чиста како солза. Во 6 изборна единица имаме 26.134 гласови со големи победи во Јегуновце, општина Јегуновци и општина Брвеница, каде што од сите политички партии ВМРО ДПМН има најмногу гласови. СДСМ има 25.828. Во мандати нашата победа е 4:3. Нашата победа од сите избирачки места, кои што ги имаме со 100% обработка на сајтот на Државна изборна комисија, во мандати е 4:3. Да, ние ќе му честитаме на СДСМ за победата, например, во општина Гостивар, во Чегране, во Форино и во некои други населени места и други избирачки места. Тоа е нивни резултат. И таму на вистина СДСМ има повеќе гласови од нас. Но нека констатираат и нека ја почитуваат волјата на граѓаните, на населба Малеарди, на населба Циглана, на Дутлок, на Мара Огринова, на Тумчевиште и еден куп други места. Во Тетово, ВМРО ДПМН има убедлива, огромна победа. Во Колтук, во Двабреста, имаме победа во блок 70, блок 82, Дреновец 1, Дреновец 2. СДСМ, честитаме, имаат победа во Голема Речица, имаат убедлива огромна предност пред нас во Мала Речица, имаат голема предност во Порој, во Джепчиште, во Шипковица. Но ВМРО ДПМН има огромна предност и во Саракино, и во Фалише, и во Брвеница, и во сите населени места, како што се Стенче, Волковија и цела Тетовска околија. Нека ги верификуваат и нека ги почитуваат резултатите. Уште еднаш, време е, после цела ноќ и цел ден, во 2016 година, со сите компјутерски системи, со сите информатички системи, со сите мобилни компјутери, со мобилни телефони и компјутери, Државната изборна комисија да преброи гласови, да констатира гласови и да додели мандати во земја која што има 2 милиони жители. Разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е 17.000 гласови, со дијаспората имаме победа од 20.000 гласови. ВМРО ДПМН има победа и во гласови, убедлива и победа исто така и во мандати. Нека не помислат да ја фалсификуваат волјата на народот. Излезете на пресконференција, завршете со паузите, завршете со консултациите, завршете со паузата за одмор, спиење, кафе и слично и објавете ги резултатите. Имаме чиста победа во 6 изборни единици, од 7 СДСМ има една. Уште еднаш, 6:1 во изборни единици, јасно за ВМРО ДПМН, по сајтот на ДИК и 50 на општини наспроти од 20 на општини за СДСМ. ВМРО ДПМН е силна политичка партија, ВМРО ДПМН има огромна инфраструктура, имаме повеќе од 450.000, повеќе од 450.000 граѓани на Република Македонија, кои што застанаа зад нас. Мандатот за составување на влада му припаѓа на Никола Груевски, СДСМ треба да ја честита победата и да имаат вратрешна дискусија во врска со резултатите од овие избори. Нашата држава треба да излезе од оваа политичка криза, треба да имаме верификување на резултатите, да си честитаме и понатаму да ја составиме владата, да институциите работат и да се посветиме на економијата, да се посветиме на евроатлантските интеграции, да се посветиме на сето она што се нарекува секојдневно живење. Граѓаните очекуваат проекти, а не сплетки.